СДСМ и ВМРО ДПМН е денес во дуел за марихуаната и кој стои зад фирмите произведувачи. Алфа Фарм, за која Филипче тврди дека е поврзана со запленетата марихуана од 5 тони во Србија и за која се уште нема одговори власт. ВМРО ДПМН од друга страна изнесоа дека се расплеткува наркомрежата блиску до Заев и Филипче, а епилогот од истрагата води кон нивна инволвираност. Ставот, тоа е апсолутно само една форма на дефокус. Јас немам никаква поврзаност со било која фирма за марихуана во држава. Повторно е тоа еден обид за дефокус и да се избегне одговорот на вистинското прашање. Како 5 тони марихуана, 4-5 шлепери поминале преку граница и завршиле во Србија? Тоа е главното прашање. Со кој е таа фирма која што е наведена во документ на српското обвинителство поврзана? Дали е поврзана со некои луѓе од сегашната власт? Тоа е главното прашање. Фирмата ЦБД Медплант, во вистинска собственост на Тони Котев, поранешен функционер на СДС и близок човек на Заев и Филипче, уште од почетокот работела со пропусти. Иако Филипче тврдеше дека во негово време се било во ред, нашите информации велат друго. Имено, за да се складираат 30 тони дрога, треба да помине процес од околу 4 до 5 години, што значи дека фирмата на Котев работела незаконски од времето на Филипче и Заев. Денес, Заев и Филипче бегаат од името Тони Котев како од ѓаволот. Се прават дека не го знаат, а до вчера се сликаа со него. Фирмата ЦБД Медплант, да подсетиме, доби лиценца во 2020 година токму од Заев и Филипче.